Ова е Бислимската клисура, фасцинантна творба на природата по дел од течението на реката Пчиња, која се уште важи за неоткриен предел. Жителите на блиското село Пчиња местото едноставно го нарекуваат Бислим, што е нивна асоциација за мистериозен предел каде ретко кој поминува. Долината поради уникатните карактеристики има многу можности за активности во природа. На мапата, Бислимска клисура се наоѓа во североисточна Македонија. Од центарот на Куманово е оддалечена околу 10 километри. Долга е 7 километри, од аторот на селото Доброшане до селото Пчиња. Тука се наоѓаме на некоја висина од 200 и нешто метри надморска висина, значи е доста ниско и затоа е толку топло и може да има активности преку целата година. Дали качување карпи, дали кајакарење, дали планински велосипедизам. Прекрасна е, Бислимска клисура е прекрасна. Ова друштво од организацијата Outdoor Adventure Македонија работи на популаризација на местото со развој на активен туризам. Располагаат со кајаци, велосипеди и опрема за спортско качување по карпи. Секој со својата задача и реквизити се упатува кон реката, карпите и велосипедските патеки, за да им овозможи на посетителите да ги искусат адреналинските спортови. За разлика од другите места кои што се поатрактивни, Бислимска клисура сега ја промовираме и сакаме да стане наредна атрактивна туристичка дестинација за адвенчар туризам, за активен туризам. На некои места речната долина е длабоко всечена како клисура, а карпите од двете страни се издигнуваат и до 200 метри височина. Тие се идеални за спортско качување. На само 10 минути пеш од селото се омилените карпи на качувачите. Овде природата создала терен и за почетници и за професионалци. Имаат инструктори за оние што првпат ќе пробаат да ги освојат врвовите. Користат специјална опрема за безбедно практикување на овој спорт. Искусните качувачи со леснотија го достигнаа врвот на карпата, наречена мајчина душичка. Идејата беше целиот тој природен потенцијал да се искористи, да се направи едно, да кажеме, како унифицирано место каде што секој љубител на авантура би можел да дојде да ужива во потенцијалот кој што се нуди. Што се однесува до спортско-качувачкиот дел, можам слободно да ви кажам дека ова е еден од најдобрите спортско-качувачки предели во Македонија, затоа што пристапот до него е многу лесен, пейзажот околу карпите е многу убав за гледање и местото е идеално како за почетници, така и за врвни качувачи. Реката Пчиња пак е привлечна за љубителите на водните спортови. Помеѓу брзаците има делови со мирен тек, идеални за кајакарење на мирни води. Ова се специјални кајаци наменети за тој спорт. Двајца инструктори се тука за да ги воведат заинтересираните во кајакарењето. И овде безбедноста на посетителите е на прво место. По облекувањето на опремата и насоките од инструкторите може да се заплови по Пчиња. Ајде со лесно! Во самата должнина во овој дел на Бислимската клисура, овдека е коритото многу помирно за разлика од другите пресеци каде што има и брзаци, така да овој дел овдека е доста пријатен и има услови за кајакарење. Овие кајаци се одлична конструкција, точно направени за ваков тип на да ги наречеме мирни води, каде што сепак има некое струење, но е прилично доста лесно за обичен рекреативец да може да ги контролира. Ако немате велосипед за планински велосипедизам, ќе добиете во селото. Бислимска клисура има многу патеки за возење со различна тежина. Онаа покрај реката е рекреативна, а има и потешки по стрмните падини. Љубител на адреналински спортови е и швајцарската амбасадорка во Македонија, Сибил Зутертахада. Таа, заедно со градоначалникот на Куманово и министерот за локална самоуправа, го помина Бислим на точак. Развојот на активниот туризам во клисурата е поддржан токму од швајцарската амбасада преку проектот за рамномерен рурален развој. Probably the most important thing is that within this program you also have the participation of the citizens in the whole region. So we have the mayors from all the region that are identifying and prioritizing then projects that we support together with the Ministry of Local Self-Government. It's half-half the financial support we give, and then of course the excellent cooperation with the municipality of Kumanovo is also crucial.
So without this cooperation, this kind of project would not be possible. Колку државата е посветена на развој на местата со ваков туристички потенцијал? Министерот за локална самоуправа вели дека општините треба да бидат поактивни на ова поле. Претежно кога ние сами објавуваме огласи, општините генерално ни даваат предлози за канализација, за некое патче, улица, водовод. Нема ваков тип на проекти, а кога доаѓаат со донатори странците, таму знаат да направат вакви некои проекти, бидејќи условите се такви, алтернативен, иновативни решенија и така натаму. Градоначалникот на Куманово пак тврди дека за слични проекти општините ретко наоѓаат пари. Смета дека е потребна државна стратегија. Еве селото Пчиња, кај што сме денеска, нема водоведен систем за снабдување со вода и комуналните проблеми се огромни. Многу пати како градоначалник, заедно со мојот тим, кога реализираме проектите и ќе ја видите онаа радост кај граѓаните од како ќе изградите една улица, ќе сватите на кое ниво ние всушност сме. Но за развој на туризмот е потребна генерална државна политика која што ќе поддржува со финансиски средства суштински проекти за развој. Потребни се денови за да се истражи Бислимска клисура. Има пештери долги до 90 метри и верување дека некои од нив кријат богатство, но на оној што ќе го пронајде, ќе му се случи нешто лошо. Богата е со ендемски видови растителен и животински свет, врвови на кои живеат орли. Чистиот воздух и жуборењето на пчиња за кратко време ги полнат батериите. Бислимска клисура на некој начин се уште важи за неоткриено место. Па престојот овде е пријатен затоа што нема многу метеж. Но како што ќе се зголемува посетеноста, треба да се зголемува и свесноста дека клисурата треба да ја оставиме онаква каква што ја создала природата. Генерално, местото е невообичаено чисто за домашни стандарди, но се чини дека нема да биде така уште долго, ако се суди по ѓубрето што веќе почнале да го фрлаат посетителите. Треба да се однесуваме европски. Каде седат, да соберат се што ќе фрлат, да си стават во корпа, или ако нема корпа ќе стават во најлон кеси. Значи треба да се заштити местото, треба да се направат патеки, треба да се обележи, треба да се предупреди, треба да има едукација за селаните, треба да има едукација, во принцип знаете инфотабли и такви работи за посетителите овдека, со тоа што треба и општината да се ангажира да намести корпи за ѓубре и така натаму кој ќе ги собира после тоа отпадниот материјал. Ова се само први чекори во развојот на клисурата. Од Outdoor Adventure Македонија работат на промоција на туризам различен од добро познатата локална формула. Кај нас е тој кафанскиот повеќе туризам. Одиме на некое место кај што има кафана, седеме, јадеме, пиеме и си одиме дома. Ние сакаме да го развиваме активниот туризам, значи доаѓаш тука, се рекреираш, дали возиш велосипед, дали кајакариш, дали ќе земеш часови за качување на карпа или веќе си искусен качувач. Сето тоа да го пренесеме на луѓето и да си отидат задоволни, исполнети со енергија, не исполнети со алкохол. Сепак, посетителите треба некаде да престојуваат и да се хранат, а сместувачки капацитети се уште се само во најава. Овој предел има своја традиција, богат е со раноградинарски култури, друга локална храна и мистериозни приказни за Бислим. Но има и улички со дотрен асфалт, а наместо паркинг – ливади. Современа инфраструктура е потребна, но засега епитетот неоткриено место и вистински недопрената природа се она што ќе ги привлекува авантуристите да ја посетат и доживеат Бислимска клисура.